а она што следува, почитувани, во продолжение е убава македонска музика, убава македонска песна. Впрочем, ке зборуваме за Гоце Фест, фестивал кој што оваа година ке се случува по 36-ти пат. Гоце Фест во Домот на армијата на Република Македонија со почеток во 20 часот. Ова утро, почитувани наши и ваши гости се Пеце Здравковски, директор на Гоце Фест, директор долгогодишен, цели 36 години сте директор на овој фестивал, и веднаш до господинот Пеце Здравковски е Круме Спасовски, наш познат естраден уметник, пеач, кој што, верувале или не, почитувани, цели 36 години учествува на Гоце Фест, секоја година на овој македонски реномиран фестивал, каде што се пее македонска патриотска песна и патриотска музика. Господа, добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас, со нашите гледачи, со нашата публика. Ми е навистина чест што сте утринава наши гости. Ке зборуваме за фестивалот кој што ќе се случи утре вечер. 36-ти поред. Сега ова е од минатата година, нели? Меѓутоа оваа година е 36-ти пат. Пеце, со вас како директор, 36 години директор на овој фестивал, што ќе имаат можност гледачите, публиката да види утре вечер? Колку песни се на програмата испланирани? Добро утро, Преце. Поздрав до сите тие што не гледаат Алфа телевизија. Значи, Гоце Фест по 36-ти пат, утре вечер во Домот на армијата на Република Македонија, во 20 часот, а ние па сакаме да кажеме дека годинава поодбележуваме и 35 години роден ден. 35-тиот роден ден на Гоце Фест. Значи, започнавме во далечната, сега би рекол, 1990 година. Може би идејата беше и сосема случајна, но со самото тоа што се случи, нели, со организацијата на првиот Гоце Фест, веќе наредната година распишувавме конкурс. Постојано се јавуваат познати и млади, нели, автори и изведувачи, така да, како што реков, годинава по 36-ти пат Гоце Фест во Домот на армијата на Република Македонија, со 20 нови песни. Така, 20 нови песни, патриотски македонски песни. 20 нови песни и учесници, би рекол, и од постарата и од помлада генерација, бидејќи Гоце Фест секоја година обезбедува и простор за нови, млади и талентирани интерпретатори, како и учесници кои ни доаѓаат па и надвор од Македонија. Значи 20 ново компонирани песни. Сега само мака ќе кажеме до нашите гледачи. Вие донесовте овде карти. Ама за да не ги мачиме гледачите да доаѓаат овде, па да одат утре на фестивалот, туку може директно да ни се јават двајца гледачи. Може да се вклучите и во програма, може и ваше име и презиме да оставите во режија. Меѓутоа, она што е важно е со лична карта, со документ за идентификација, да си дојдете утре пред почеток на самиот концерт во Домот на армијата на Република Македонија и двајца гледачи по 2 карти, 2 билета, може да си уживате во ова преубава македонска патриотска музика. Така? Така. Ке се пријават на влезот. Да. И ќе кажат добитници сме, нели, на влезници од телевизија Алфа. Ќе ги чекаат во пликче, се разбира, нели, претходно ќе остават име и презиме. И презиме овдека кај нас во режија. Ете така, и може да си уживате. Ако сакате, може да се вклучите и во живо. Ако имате нешто да ги прашате нашите гости, еве како сакате, оставам на режијата. Круме Спасовски, 36-ти пат оваа година ќе учествувате на Гоце Фест. Навистина, тоа е голема бројка. 36 песни, 36 пати на фестивалот. Кои се вашите впечатоци како редовен учесник на фестивалот? Првен, да ве поздравам аз како водител, да ги поздравам сите гледачи кои што ја гледаат оваа прекрасна емисија, оваа прекрасна телевизија, и да кажам дека навистина ми е чест и задоволство што ете Круме Спасовски успеа во континуитет да го прати овој фестивал, и многу ми е драго што сум единствениот
кои со 36 пати, 36 песни имаме спеано на овој фестивал. Што родолюбливи, што патриотски песни. Така да, навистина ми е драго и чест ми е, почитувани мои што ме гледате денеска, Сабалево, дојдете утре на фестивалот и да уживате. Можеме да ја најавиме вашата песна? Со кои автори соработувавте? Може имате да го кажете, ке се слуша за утре прв пат, така? Новата песна што ќе ја пеам утре вечер на фестивалот го носи насловот Љубанци село наше, на текст Огне Неделковски, музика и аранжман на Менде Ташковски. И двајцата ги поздравувам. А што е најважно, важно е тоа што песната село Љубанци село наше е испеана за најдобриот, односно за новиот манастир, кој што во песната утре вечер, оние што ќе го гледаат телевизија, што ќе гледаат телевизијата, ќе знаат која песна е, а оние што ќе бидат во публика ќе бидат на лице место. На лице место. Од режија ми јавуваат колегите дека имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро, тетка Роска, како сте? Јас сум многу добра, но се извинувам. Не можам да го намалам нешто. Немојте да се извинувате, овие две карти, тетка Роска, не мора да доаѓате овде во телевизија. Утре или вие, или вашиот син, кој сака од кај вас, на ваше име, може на име на тетка Роска, ако не може тетка Роска, дојде, нека дојде пред дом на Арама, односно на билетара во дом на Арама, 10 минути пред 20 часот, ке си ги подигне овие две карти и нека ужива во прекрасниот фестивал. Може ли? Жива и здрава. Исто и вие да сте ни жива и здрава. Ако имаме уште еден гледач, веднаш ке кажам добро утро, да ни се вклучи овде во живо во телевизија, а ако не, ајде да пробам добро утро. Немаме, добро. Ако имаме, ке ни се вклучите, ке доделиме за уште еден гледач по две карти. Рековте, кажавте 20 песни. Ке споменеме некои од интерпретаторите, некои од авторите кои што сте ваши редовни соработници на Гоцефест. Па добро, како што кажав, секоја година Гоцефест обезбедува простор за млади и талентирани пејачи, но сигурно дека тука се, како што народот вели, без старца нема ударца, тука имаме повеќе и афирмирани интерпретатори, ево Крумен веќе гледачите го видоа, го запознаат, тука ќе не бидат уште неколку такви, Банчо Тарамунов учествува Јулија, учествува Петар Нечовски, имаме неколку групи, како што е групата Соната, нели, од Велес, групата Фантастик Бенд, имаме Василија Петрова, ни доаѓа од Бугарија, значи од Кјустендил, а со Петар Нечовски во дует ке пее и Патрик Николов, кој доаѓа од Италија. Значи има и учесници од надвор. Секоја година е тоа така да има некои учесници од надвор или тоа е само исклучително? Да, секоја година имаме учесници. Тоа се нели македонци кои живеат во диаспората. Изминатите години, па речиси од секаде имаме учествувале. Од европските земји, од Америка, од Канада, од Австралија. Колку се слушаат песните од фестивал до фестивал? Имате ли можеби некои сознанија? Круме, вие, вашите песни, бидејќи настапувате и во нашата земја, и надвор од границите на Македонија, колку се слушаат овие песни? Искрен да бидам, како што сум и секогаш искрен, кај мене нема што ми е на ум, тоа ми е на друм. Меѓутоа што е право е, песните од Гоцефест, верувајте ми, се слушаат апсолутно тука во државата, безпрекорно. Меѓутоа, некој ако ми каже дека некој друг фестивал е попопуларен од Гоцефест, тоа е жива лага. Значи, најслушаните песни во диаспората се родолюбливите патриотски песни, токму од изворот од Гоцефест. И многу ми е драго, и јас искрено кажувам, без разлика не сакам да правам на никого лице, сите оние кои што учествуваа на времето да се роди овој фестивал, ги поздравувам, некои се покојни, некои се живи, меѓутоа јас ги наградувам лично што
таква идеја има за да го направат овој фестивал со такви прекрасни песни кои што на вистина искрено уште еднаш ќе кажам се најпијаните песни и нема прослава, па и тука вие сте приметиле. Да. Нема прослава без патриотска, без, значи македонскиот народ е создаден така, дали од маки, дали од не знам од што, меѓутоа вистина патриотската песна лежи на ова наше поднебје. Да, колку убаво го кажавте ова, јас дури се најажив од овие ваши зборови. Вие сте тој кој што ја представувате нашата песна, нашата музика надвор од нашите граници, патувате често во Канада, Австралија, Америка, па и во Европа. Што е она што најмногу сакаат нашинците надвор од Македонија? Која музика најмногу ја сакаат? Што е она што вие после секој ваш настап го паметите? Што е она што си го носите со себе после настапите или концертите? Па види, јас, значи, сепак е таа носталгија во прашање, сепак родната грудка, каменот тежи таму кај што е. Така да, мислам, колку да сакаме да се смениме, колку да сакаме, например, еве, некој зборува вака, ама знаеш, децава наши забораваат да зборуваат ваму таму. Како што растат, тие го обновуваат македонскиот јазик. Значи, јас се чудев, например, нели порано ќе отидам во некое семејство кај што детето било, да речеме, 5 години, 10 години, поима нема од македонскиот јазик. Ама после 10 години, кога ќе стасам, например, таму, Канада, Америка, Австралија, ова ли е детето тоа? Зборува македонски. Значи, сакам да ви кажам, не може некој да го избреше она што е во душата, она што е македонското. И така да затоа, ја сепак би оставил малку време и за директорот да каже, пошто и он има многу големо искуство на турнеи, на концерти, нека се надоврзе, нека каже дека е тоа така. Повелете, директор. Повелете. Па добро, Гоцефест има многу пати гостувано меѓу нашинците, нели, надвор од Македонија. Да не речам, речи сите земји на Европа, во Австралија, во Канада. Во Австралија дури беше и комплетен цел фестивал со 20 учесници, заедно со игралната група на ансамблот Гоце Делчев од Скопје, Кут Гоце Делчев. Познато е дека Гоце Фест е инспирација за авторите да се пеат родолюбиви песни. И опејуваат, би рекол, настани личности од македонската историја, но се разбира за убавините на Македонија, за и како што споменавме веќе, за јас така го нарекувам тоа копнежот на нашинците, породната грудка, на сите оние кои по разни поводи се нашле раселени по светот. Имаме уште многу малку, уште една минутка до крај на разговорот. Круме, ако сакате да кажете нешто и ние ќе уживаме во вашата песна, во вашата изведба од минатогодишниот Гоце Фест. Тоа е песната Горд Македонец, така? Македонец за навек. Македонец за навек. Прекрасна песна, ако има можност да видат гледачите, тоа ќе ми биде драго. Ќе ја слушнат сега и ќе ја видат, еве подготвена. Кој е тимот кој што ја создаде оваа песна? Па сега не можам многу да се сетам. Во моментот важно, песната е прекрасна, а јас да искористам прилика, затоа што ќе оди песнава нели на спотот, би сакал од срце, навистина да ги поздравам сите кои што ја гледаат оваа телевизија и ве молам, дојдете да уживате на фестивалот Гоце Фест. Утре вечер во 20 часот. Ете така. Убава порака за крај на разговорот. Ке дојдат и ке уживаме сите заедно во овие нови 20 македонски песни.